Почитувани колеги, само да видиме Кате дали се уклучи? Уште не. Почитувани колеги, ја започнуваме 61-та седница. Со задоволство констатирам дека на оваа седница сме сите тука. Кате ни се приклучува, иако е на боледување, меѓутоа точката е од исклучително значење и она вложи големи напори и труд за подготовка на извештата. За денешниот дневен ред ги предлагам следните точки: усвојување на предлог записникот од 58-та седница, 28.12 и продолжението на 58-та седница од 29.12.2021 година. Избор на заменик председател на ДКСК и усвојување на посебен извештај за утврдување злоупотреби во финансирањето на изборната кампања за локалните избори 21. Четврта точка, прашања и предлози. Дали се согласувате со дневниот ред или дали има некој нешто да дополни? Ако се имаш за дополнување? Има едно процедурално. Процедурално би сакала го записник да се внесе дека јас присуствувам како гостин на седницата, не учествувам во одлучување, затоа што сум се уште на боледување. Добро, јас кажав дека си поради известни. Да. Так. Добро. Меѓутоа не одлучувам, да. Добро. Ако нема некој дополна, тогаш предлагам да го усвоиме дневниот ред. Благодарам. Преминуваме на првата точка. Првата точка е усвојување на предлог записникот од 58-та седница, одржана на 28.12. Дали има некој забелешки за овој дел? Ако нема, тогаш да гласаме. Констатирам дека е усвоен. И понатамо преминуваме на усвојување на делот на продолжението од 58-та седница од 29 декември. Дали има некој тука забелешки? Ако нема, да го усвоиме. Само секунда. Само една секунда, ќе се извинам. Пака преминуваме на втората точка, избор на заменик председател. Како што знаете, согласно членот 15 став 2 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, во случај на спреченост на председателот на Државната комисија, комисијата ја представува и ја застапува заменик председателот на Државната комисија. Согласно членот 8 став 2 од Деловникот за работа на ДКСК, изборот на заменик председателот се спроведува на секој 6 месеци од редот на членовите на Државната комисија со мнозинство гласови од вкупниот состав на комисијата по принцип на ротација. Ротацијата се спроведува по азбучен ред на презимињата на членовите на комисијата. Имајќи ги во предвид горе наведените членови од законот и од Деловникот, ДКСК на денешната 61-ва седница ќе изврши избор на заменик председател на ДКСК по принцип на ротација, која се спроведува по азбучен ред. Со примена на ротацијата во изминатите 3 години беа избрани заменици на председател сите 6 члена на ДКСК. Сега започнуваме нов круг на избор за заменик председател, при што го применуваме принципот на ротација, така што овој пат за заменик повтор пат го бираме господинот Нури Бајрами. На досегашниот заменик Горан Трпеновски му благодарам за замената што ја правеше во текот на изминативе 6 месеци, а на Нури Бајрами му се погодува истиот ден од изборот на комисијата. На денешен ден беше изборот на комисијата. Предлагам предлогот за избор на заменик да го гласаме. Кој е за? Констатирам дека во наредните 6 месеци заменик на председателот на Државната комисија за спречување корупција ќе биде господинот Нури Бајрами. Нов круг. Одиме понатаму. Може се само нешто. Овели? Преку јавно да му честитам на Нури за
првиот пат изменет по ротација, пошто првиот пат беше, јако му е втор пат, но првиот пат беше со извлекување. Така да, честитки на редовниот избор. Да. И тоа со извлекување се покажа дека било... Значи, колку го да сакавме поинаку, пак паднало. Само да не се создава, бидејќи помина 3 години, тогаш немавме пропишана поставка во деловникот, се уште не беше донесен деловникот, и тоа беше по ждрепка случаен избор за да започнува кругот. И ја произвегов од киндер јајце, значи од... Важно сме нашли начин за да бидеме транспарентни и така. Добро, преминуваме на следната точка. Како што знаете, Државната комисија за спречување корупција има обврска, законска обврска да подготвува посебен извештај за сите случувања и неправилности во текот на изборниот процес. Ние си ја исполнивме оваа обврска и ќе замолам колешката Катица Николовска, која што го водеше на некој начин тој цел изборен процес, мониторирање, следење на финансирањето на политичките партии, на кампањите и слично, да го образложи посебниот извештај кој што утре ние ќе го доставиме до Собранието на Република Северна Македонија, запазувајќи се го законскиот рок од 3 месеци. Ајде, Кате, повели. Благодарам, председателка. Претходно сам кажавме дека ова ние ќе четврта година како работиме. Почнуваме од денес. Од денес почнуваме, меѓутоа за наша среќа или несреќа, не знам како да каже човек, 3 години се занимаваме со избори. Секоја редовна работа наша е покриена и е обтоварена и со изборен процес. Но како и да е, искуството си го прави своето и ние секоја година сметам дека сме подобри во исполнувањето на нашата надлежност во однос на мониторингот на изборните процеси. Како што кажав, нашите надлежности произлегуваат од изборниот закон и од Законот за спречување на корупција и судебни интереси, така и оваа година ја следевме законитоста на финансирањето на политичките партии и изборните кампањи и законитоста на користењето, односно располагањето со буџетските средства од денот на распишувањето на изборите па до изборот на градоначалници и конституирање на совети, бидејќи работеше за локални избори. Исто како и во претходните избори, и оваа изборна година беа извршени измени во изборниот законник непосредно пред самите избори, поаѓајќи од многу честата промена на изборниот законник која што се случува непосредно пред започнување на изборниот процес, не поттикна да истражиме што е тоа и зашто тоа најчесто се менува изборниот законник, па во таа насока направивме анализа на сите измени кои што се направени во последните 10 години од на изборниот законник. Од она што го заклучивме од нашата анализа, од кога е донесен овој основен текст на овој изборен законник што е во сила од 2006 година, 32 пати се констатирани интервенции на изборниот законник, од кои 22 измени се измени и дополни на законот, 4 измени се врз основа на одлуки на Уставен суд со кои што се укинуваат одредени одредби, 2 пати измените се однесуваат на пролонгирање на рокови за одржување на избори и 4 пати се извршени номотехнички корекции на одредени членови. Најголем број промени претрпеле одредбите со кои се уредува спороведувањето на изборната кампања. Членовите, дури 14 пати, тоа се однесува на начинот на рекламирање, на финансирање и известување, што од своја страна создава несигурност и неизвестност во постапувањето на засегнатите страни во изборниот процес, а во јавноста се јавува сомнеш дека политичките партии и през противставените политички идеологии секогаш имаат исти став и заеднички интерес, кога постои можност измените да овозможат поволни избори на финансирање на изборната кампања, подобра позиција и позитивен исход од изборите. Во однос на времето кога се направени измените и датумот на одржување на изборите,
Констатиравме дека во последните 10 години измените се вршат многу кратко време непосредно пред донесување на решението за распишување на изборите, а за овие последни локални избори измените беа направени 41-иот ден по донесување на решението на распишување на изборите од страна на председателот на собранието. Ова е сосема спротивно на препораките што ОПСЕ и ОДИХР континуирано ги дава во насока да измените во изборниот законник да се направат најмалку 6 месеци пред почетокот на изборите. Интересен е моментот што за сите овие измени во овие 10 години ниту еднаш не е одржана јавна расправа по однос на понудените решенија. Понатаму, во однос на активностите кои што ги направивме со цел да ги обезбедиме и да ги активираме сите ресурси, макар што минимални со кои што располагаме, планиравме одредени активности кои што вообичаено ги правиме секоја година. Така, оваа година организиравме исто така пресконференција на која што информиравме за забраните од изборниот законник. Го објавивме соопштението на нашата веб страна со детално објаснување на сите тие забрани. Понатаму пристапивме кон ажурирање на регистарот на службените возила заради пријавување на новонабавени возила, бришање на продадени или отпишани возила, се со цел да се следи поефективно дали во текот на изборниот процес на изборната кампања се користат службени возила или во сопственост на буџетски корисници. Понатаму го објавивме образецот електронски пријава за сомневање на постоење на незаконитости, кој што се покажа како доста солидна алатка за граѓаните без страв дека ќе бидат објавени нивните имиња, внесуваат разни наводи и прекршувања во изборниот законник. А интересно беше што оваа година за прв пат пред започнување на изборната кампања што државме јавна дебата, организиравме јавна дебата со тема за интегритетот на изборниот процес, со посебен осврт на промовирање на партиски проекти и активности и пред официјалното започнување на изборната кампања, спроведување на активности кои не се забранети со закон, но несени во духот на доброто владење, понатаму на водење на негативна кампања и така натаму. Беа поканити гости и представници на здруженија, на политички аналитичари, на членови на политички партии. Меѓутоа, интересно беше што од 6 политички партии кои беа поканети, представници на јавната дебата имаше тројца активно вклучени, меѓутоа ниту еден од нив не собра храброст да се вклучи во нашата расправа и да наметне некои размислувања од позиција на партија, како би ги оправдале сомневањата кои што се присутни во јавноста во однос на нивното однесување. Но како и да е, јавната дебата беше јавно пренесувана преку веб порталот, преку интернет, така што сите беа оние што присутни можеа да заклучат што произлезе од сето тоа. Понатаму во функција на мониторинг на законитоста на финансирање на изборните кампањи, ДКСК преку електронски пристап до трансакцијските сметки веќе 2 години има пристап и можност на дневна основа да ги следи податоците на сите приходи остварени по основа на донации од правни и физички лица, трансфери на средства од сметките за редовно работење и како и по други основи. За натамошна проверка и потврда на овие податоци, ние ДКСК ја унапредивме и ја зајакнавме соработката со неколку други институции, Министерството за труд и социјална политика заради обезбедување увид во базата на податоци на корисници за сите лица кои што користат било каква социјална помош од државата, понатаму со Агенцијата за вработување заради проверка на донаторите, физички лица, односно дали лицето е во работен однос и има приходи, Управата за јавни приходи за дополнителни проверки на изборите, КИПС и ДЗР за дополнителни проверки на одредени состојби и податоци.
Поради малите човечки ресурси, но и финансиски ресурси со кои располага ДКСК и оваа година со поддршка на ИФЕС беа ангажирани 17 наблюдувачи за теренско наблюдување на активностите на учесниците во кампањата и 3 аналитичари за обработка и анализа на податоците кои што беа доставени од наблюдувачите и од извештаите од политичките партии. На крајот на јули месец преку социјалните мрежи објавивме повик за ангажирање на 50 наблюдувачи за сите општини. Меѓутоа, поради слабиот одзив и интерес, ангажиравме само 17, а предмет на наблюдување беа поголемите скопски општини, градот Скопје, но и општините кои што гравитираат околу местото на живење од каде што беа пријавени наблюдувачите, меѓутоа сеткупно некаде околу 40 на општина влегоа во опфатот за кој што беше обезбеден мониторинг. Податоците од наблюдувачите, кои што беа обезбедени во форма на слики, извештаи, примероци од рекламни материјали, видеозаписи, се групирани според политичките партии, според учесниците во изборната кампања и истите ги искористивме за проверка на трошоците кои што беа презентирани во финансиските извештаи што учесниците ги доставија до Државната комисија. Овие податоци беа користени како важни индикатори при подготовка и споредбена анализа на финансиските извештаи на политичките партии од аспект на целосност, точност на прикажаните податоци, како и изборите на финансирањето на изборната кампања. Секој изборен циклус, разни организации, институции, тела, како од централно, така и од локално ниво, до ДКСК доставуваат барање за добивање мислење, како би можела да донесат позитивни одлуки поврзани со вработување, унапредување, водење на дисциплински постапки, започнување на изградби на објекти, оттуѓување на имот и слични активности, а кои согласно член 8а од изборниот законник и член 34 од Законот за спречување на корупција и судени интереси има ограничување за време на изборниот период. Праксата за доставување на овие барања до ДКСК потекнува од 2015 година по въведување на забраните од член 8а од изборниот законник, иако и тогаш важечките одредби на изборниот законник и Законот за спречување на корупција не предвидели законски основ и надлежност Државната комисија да издава мислења. Почнувајќи од претседателските избори, ДКСК не дава мислења и ја прекина оваа ваква незаконска пракса, а во случај на прекршување на забраните, за одговорните лица спроведуваме постапки и преземаме мерки пред други надлежни органи. Во текот на изборниот период до Државната комисија беа доставени 210 барања за добивање на мислења, најчесто, како што спомнав, за вработувања, за почеток на јавни набавки, за оттуѓување на имот и слични, а како институции кои што најмногу имаат доставено барања се училиштата од основно и средно образование, единиците на локална самоуправа, министерства и така натаму. Во самиот извештај даден е детален преглед кои учесници, од кои категории на институции, колку барања се доставени, по кој основ на кој основ се однесува барањето и слично. Меѓутоа, уште еднаш ќе повторам, Државната комисија не даде ниту едно мислење по овие барања. Исто така, ДКСК редовно во секој изборен процес, согласно своите надлежности, постапува и по предмети кои што се формирани по пријави поднесени од познати и од непознати пријавувачи, по сопствена иницијатива или по приговори, а кои што се однесуваат за повреда на забраните од изборниот законник. Така и оваа година ДКСК оформи 54 предмети, од кои 3 се поднесени како приговори од организатори на изборна кампања, 6 се по сопствена иницијатива, а 45 се пријави од познати или непознати пријавувачи. ДКСК донесе 2 одлуки во однос на приговорите, со кои се одбиваат поради слабости, односно недефинирани начини на постапување на учесниците во изборната кампања, а се однесува на платеното политичко рекламирање и рекламирање преку билборди, а третиот одговор е одбиен бидејќи не се констатирани повреди на забраните од член 8а од изборниот законник. Како подносители на приговорите беа Левица,
против рекламирањето на Даниела Арсковска во тајминг преку платено политичко рекламирање во тајминг што законски следи на коалицијата Обнова за Македонија. Нареден подносител на приговор беше коалицијата Најдобро за мојата општина против Максим Димитриевски за рекламирање на билборди во поголем број од законски утврдените и коалиција Обнова за Македонија против влада на РСМ во однос на носење на 160 одлуки за давање согласности на договори за доделување финансиска поддршка на 160 правни лица врз основа на Законот на финансиска поддршка на инвестициите. Работата по наведените предмети само потврди дека не е регулиран начинот на распределба на рекламирање преку радиодифузери и билборди и е коруптивен ризик за уцени меѓу политичките партнери за меѓусебни отстапки, ветување на поволности, поделби на функции и слично и го започнува кругот на политичка корупција. Заедно со Законот за финансиска поддршка на инвестициите и изборниот закони кажува дека самите закони представуваат генератор за незаконско, но и коруптивно постапување, што од своја страна партиите максимално го користат да се стекнат со поголема предност пред другите учесници во изборната кампања. За предметите кои што ги работевме по приговорите, детално има приготвено и извештајот приложено анекс од кој што може да се види конкретно секое постапување. За време на изборниот процес, Државната комисија редовно ги следеше објавите и написите во медиумите на социјалните мрежи кои се однесување на носење одлуки од државни органи, институции, активности и постапување на високи функционери, партиски личности за време на изборните активности, во кои се препознава ризик од злоупотреба на функција или можност од коруптивно однесување. Врз основа на тие надписи, односно допрен глас, ДКСК оформи 6 предмети по сопствена иницијатива и по нивното постапување по еден предмет ДКСК достави иницијатива до председател на влада на Република Северна Македонија и член на влада одговорен за спроведување на кодексот на етичко однесување на членови на влада и носители на јавни функции заради утврдување одговорност на еден функционер за прекршување на наведениот кодекс. 3 предмети донесени се одлуки за запирање на постапки бидејќи не содржат елементи за повреда, 2 предмети се уште се постапува. Во периодот од распишување на изборите, односно од 6 август до 31 октомври, до Државната комисија беа доставени 45 пријави од познати и непознати пријавители, од кои 18 пријави се со наводи за сомневање за вработување во изборен процес, 10 со наводи за неправилности или предвремени активности за водење на изборната кампања, 5 пријави со наводи за започнување или изведување на крадежни активности, 5 пријави со наводи за злоупотреба на буџетски средства, 3 се со наводи за активности кои може да се сметаат за подкуп, понатаму 2 се однесуваат на проблеми за доставени кандидатури и така натаму. ДКСК по оценка на тоа дали има надлежност или нема надлежност да постапува по одреден проблем и проценка на ризик дали навистина некој член е повреден, започна со проверка и донесовме 34 одлуки, од кои 14 одлуки се однесуваат за отфрлање на пријавите, нешто по ненадлежност, нејасни наводи, или наводи кои не упатуваат на повреда на изборниот законник, 20 одлуки се однесуваат по завршување на проверките на документите и активностите, донесени се 20 одлуки за запирање на постапувањето, со 2 одлуки е покрената иницијатива за утврдување одговорност на службени лица да повисок орган поради констатирани повреди. Една одлука се однесува за покренување иницијатива за кривична постапка против кандидат за градоначалник поради прекинување на работен однос на друго лице, една одлука за непреземање на натамошни мерки поради промена на фактичка ситуација и 16 одлуки бидејќи сме утврдиле дека активностите не представуваат повреда на членовите 8а и 8б од изборниот законник. По 3 пријави постапката се уште е во тек. Се извинувам, за 8 пријави постапката е во тек. Сите одлуки кои што се донесени се објавени на веб страната на ДКСК, а во анекс 4 кон овој извештај постои преглед кој што ќе може детално да се анализира во однос на постапувањето за секоја пријава поединечно.
Основна цел во целата ова изборна кампања на Државната комисија е следење на финансирањето, односно на законското финансирање на изборната кампања. Со Законот за изменување и дополнување на изборниот законник од 2020 година се изврши дополнување на член 83, со што се овозможи изборните кампањи да се финансираат од уште еден нов извор, односно од средствата на буџетот на РСМ. На овој начин, како извори на средства за финансирање на изборни кампањи се средствата од редовна сметка на политичка партија, кои што ги добиваат од буџетот, членарини на политичка партија, донации од политичка партија, донации од физички лица, од правни лица, кредити и средства од буџетот наменети за платено политичко рекламирање. Средствата на кои што редовната сметка се обезбедуваат на политичката партија се доделуваат од буџетот на Република Северна Македонија секоја година и преку Министерство за правда се доделуваат на политичките партии. За да можеме да го следиме финансирањето на изборната кампања по сите овие основи, беше потребно ДКСК да обезбеди податоци и информации за сите видови приходи што политичките партии ги имаат остварено на својата сметка за редовно работење. За таа цел од нивните веб страни пребаравме извештаи за висина на добиене донации и податоци за правни лица, донатори на сметките за 2020 и 2021 година согласно регистарот на донации, средствата што Министерството за правда ги има трансферирано на сметките за редовно работење, како и податоци за остварени приходи и расходи од годишните финансиски извештаи за 2020 година. Објавувањето на овие обврски, односно објавувањето на финансиските и сите други извештаи произлегува од член 17 од Законот за финансирање на политички партии, каде што се предвидува водење на регистри, нивно објавување и така натаму и да се доставуваат до Државниот завод за ревизија. Интересно е што вели дека политичките партии се должни на својата веб страна да го објават регистарот на донации на секои 6 месеци за изминатиот 6-месечен период или на друг соодветен начин да го направат достапен до јавноста. Зошто го потенцирам ова? Затоа што истражувањата, анализите што ги извадивме од веб страните на политичките партии се поразителни во однос на транспарентноста и објавувањето на овие извештаи. Во 2020 година 59 од истражувањето утврдивме дека во 2020 година за 59 партии се одобрени средства за редовно работење од буџетот на Република Северна Македонија, а исплатени се кон 49 партии во износ од 3.426.445 евра. Во 2021 година за 57 партии се одобрени средства, а исплатени се на 45 партии во износ од 2.347.381 евра. 31 партија имаат интернет страници, од кои 7 од нив во целост ги имаат исполнето обврските за известување и ги имаат објавено извештаите за примени, донации и годишни извештаи. 3 партии делумно ги имаат објавено извештаите. 18 партии немаат објавено никакви извештаи, а 3 партии интернет страниците не се активни. Овие состојби укажуваат дека политичките партии при секои избори се борат да добијат поголем број представници било во парламент, било во општински совети или градоначалници со цел доминација во креирањето на политики, носење закони и одлуки, но први не ги почитуваат обврските што сами ги носат и усвојуваат. Ова говори за голема нетранспарентност на политичките партии кон јавност. На овој начин, на јавност е скратена можноста за навремено информирање со колку средства располагаат партиите, од каде ги обезбедуваат средствата за своето работење и што е најважно, зашто партиите ги трошат граѓаните, ако се има предвид дека средствата кои им се доделуваат се во рамки на годишен буџет на две важни институции. Што се однесува до финансирањето на изборната кампања, ДКСК утврди дека во овие избори парламентарните партии и коалициите предводени од нив обезбеделе финансирање на изборната кампања со буџетски средства, односно од планираните средства за платено политичко рекламирање и од средствата добиени со буџетот на Република Северна Македонија наменети за редовно работење.
Донациите од правни и физичка лица се доминантни извори за финансирање на независните кандидати, како и на партиите кои немаат доволно средства од буџетот. За разлика од претходните изборни циклуси, за овие избори, средствата обезбедени од донации, без разлика дали се уплатени на изборна сметка или на редовна, се минимални во однос на другите средства. Во извештајот е прикажан график со процентуална застапеност за секој учесник во политичката партија, колкав процент од обезбедените средства за финансирање политичка партија отпаѓаат на соодветен извор. Но она што е интересно во овој дел при анализата на донациите, констатиравме дека кај еден независен кандидат 11 донатори, невработени лица, уплатиле околу 630.000 денари. За 54 уплати во износ од 1.834.000 денари не постојат податоци за лицата кои ги уплатиле средствата. 48 донатори уплатиле 4.224.450 денари во поединечни износи, за кои постои сомневање дека нивните месечни примања не обезбедуваат толку високи уплати. Една коалиција, 18 донатори уплатиле 1.686.643 денари во поединечни износи, за кои постои сомневање дека нивните месечни примања не овозможуваат такви уплати. 4 донатори, невработени лица, уплатиле 244.000 денари. Една партија остварила приходи во износ од 12.000 денари кои потекнуваат од средствата за партиско-истражувачко-аналитичките центри, кои што се строго наменски и не смеат да се користат за други цели. Во ист период, неколку физички лица се јавуваат како донатори на редовна сметка на една политичка партија, но и на изборна сметка на кандидат, така што вкупниот износ на уплатени донации е во рамки на дозволениот, но постои основано сомневање за нивната финансиска способност. До овие констатирани состојби, дека сака преседа дополнителни активности во однос на проверка на кредибилитетот на донаторот, односно дали донаторот има редовен работен однос, од кој извор донира, дали донираните износи потекнуваат од расположиви средства, и до Управа за финансиско разузнавање доставивме барање за нивно надлежно постапување. Управата за финансиско разузнавање не информираше дека според нивните истражувања дел од наводите се потврдуваат, дел се уште се проверуваат, а по целосна проверка на податоците ќе следи доставување на соодветна иницијатива до јавното обвинителство. Ако се земе предвид дека средствата за платено политичко рекламирање кои што се обезбедуваат од буџетот на Република Северна Македонија, а кои што на радиодифузерите и правните лица кои што се регистрирани во ДИК да вршат платено политичко рекламирање, се исплатени околу 5.237.117 евра, како и сметката, како и средствата кои што во 2021 година се уплатени на политичките партии, некаде околу 3.247.381 евро, дава износ некаде околу 8,5 милиони евра кои што се исплатени на политичките партии за потребите на политичките партии во ова 2021 година. Во последните измени на изборниот законник, кој што беше направено во текот на изборниот процес, претрпе измена и членот кој што го регулира рекламирањето на учесниците во изборната кампања преку радиодифузерите, со тоа што се зголеми лимитот на трошење на парични средства од 2 евра по запишан гласач, уште се пролонгира и за време на вториот круг на гласање, така што од 3.800.000 или 600 колку што беше минатата година, сега средствата се околу 5.200.000 евра, што е многу е. Понатаму, од извршената проверка на податоците, што учесниците во кампањата ги имаат презентирано во финансиските извештаи, како и податоците од ДИК, утврдивме дека исплатени се средства кон портали на Сдружение на граѓани, кои согласно Законот за Сдруженија се непрофитни организација, извршена исплата кон портал кој не е медиум, туку агрегатор на вести и слично. Ова се должи на фактот што со изборниот законник, ниту во другите законски регулативи не постои начин на уредување на порталите како медиуми и што ниту во изборниот законник, а во отсуство на лекс специјалис не се утврдени критериуми како што е сопственичка структура или формат на медиум,
кои може да бидат регистрирани како медиуми за платено политичко рекламирање. Значи, ова е уште една сфера која што не е регулирана во областа на рекламирањето. Најголем дел од расходите во текот на изборната кампања се однесуваат на издатоци за реклама и пропаганда, најмногу за рекламирање преку билборди. Мониторингот на рекламирање на учесниците преку паноа и билборди го изврши Сдруженијето Импетус преку платформа за мапирање на локации, следење на содржина на билборди и други форми на рекламирање, за што е објавен извештај за политичко рекламирање преку билборди за време на изборната кампања. Мониторингот покажува дека покрај билбордите во изборниот период беа забележани и други форми на рекламирање на јавен простор, како што се закачени транспаренти поставени високо над фреквентни раскрсници, над зидови, мостови, автобуски постојки, плакати. Плакати беа поставени на места како што се јавни инфраструктурни објекти, столбови, градилишта, огради, верски објекти, приватни стамбени згради, станици, кафулиња, објекти во сопственост на јавни предпријатија, општини и така натаму. Дел од учесниците користеа билборди на кои беше прикажана содржина за оцрнување на политичкиот противник, но не е јасно назначено кој е нарачател на ваквото политичко представување, а не е познато ни дали овие локации за билборди се понудени, односно закупени при процесот на распределба на билборди на кои е дозволено политичко рекламирање. За билбордите поставени на железничкиот мост во Скопје не е пронајдена информација за собственикот, а ако направена проверка на податоците од ДИК за локации на билборди доделени од страна на град Скопје, ваков вид реклами од страна на 4 компании не се пријавени, бидејќи истите имаат обврска да поставуваат билборди само на јавни површини под надлежност на градот Скопје, а железничкиот мост не спаѓа како јавна површина. Хаосот околу овој вид на начин на рекламирање произлегува од самите одредби на изборниот законник во однос на бројот и точната локација каде може да се објавуваат, лоцираат билбордите. Со увид на лице место се констатира дека рекламни паноа, ова го спомнам, дека се закачени високо на раскрсници и така натаму. Имаме табела, изготвена табела 8 во која што се прикажани сите видови расходи на учесниците. Не на сите учесници, него на оние кои што освоија места за градоначалници и советнички места во овие локални избори. Понатаму, од анализата на доставените финансиски извештаи, воочивме дека дуи има пријавено неплатени обврски во износ од 4.031.920 денари. Наведено е дека направените трошоци се само за реклама и пропаганда и банкарски провизии, иако беше видно нивното дејствување на терен, а од страна на наблюдувачите евентирани се поставки на бини, користење на простори за партиски штабови, реклами преку Facebook, кои расходи не се воопшто презентирани. Интегра исто има неплатени обврски во износ од 457.699 денари. Кандидатот Данела Арсовска за рекламирање преку Facebook од сопствени средства има потрошено 201.405 денари, кои не се пријавени во финансиските извештаи, ниту како донации, ниту како расходи. Исто така, трошоците во износ од 249.502 денари, пријавени во четвртиот извештај, не се прекажани како расходи во вкупниот извештај. Само неколку учесници од кампањата имаат пријавено локации на партиски штабови. Меѓутоа, како и да е, целосноста на овие податоци ќе биде потврдена од ДЗР, а наодите со кои што располагаме ќе бидат споделени со нив. Што се однесува до рекламирањето преку платформата Facebook, од анализа на објавените реклами во време на изборниот процес, констатирани се значителни исплати на средства. Овие податоци се добиени врз основа на политичката припадност на лицето кој го има платено рекламирањето. Изборниот законник не го регулира начинот на рекламирање за време на изборна кампања во оваа сфера. Иако последните години платформата Facebook ефективно се користи како алатка за масовно влијание над гласачкото тело. Дел од овие рекламирања се прикажани во финансиските извештаи, дел не. Извештаите што наблюдувачите на терен во најголем дел ги потврдија покажуваат дека документираните трошоци се прикажани во финансиските извештаи и сите утврдени наоди, состојби, докази и податоци ќе бидат споделени со Државниот завод за ревизија заради појасно утврдување на незаконитостите од страна на учесниците во изборната кампања, а по нивното известување, односно по завршување на нивната ревизија,
ќе бидеме спремни да преземаме натамошни мерки и активности согласно нашиот закон. Што се однесува до известувањето во текот на изборната кампања, со член 84б од изборниот законник предвидено е доставување на повеќе извештаи на 10 дена, на 20 дена во зависност од потребата за известување. Она што го забележавме е што партиите кои редовно учествуваат на изборите имаат познавање за обврските во однос на пополнување и доставување на конкретен извештај во законски утврден датум, но помалите партии, како и оние кои за прв пат учествуваат, забележливо е дека имаат проблем како во однос на презентација на податоците, така и во однос на избор на точен извештај и датум на негово доставување. Анализата на извештаите исто така покажа дека постои различно презентирање на исти податоци, пред се поради фактот што пополнувањето на овие извештаи го вршат лица кои не се доволно запознаени со обврските за известување, се доставуваат извештаи со сите податоци, приходи и расходи, со кои се располага во моментот, а не оние што се бараат, а како шлак на ова е податокот што не постои државна институција и не е предвидено дека треба да има обуки за лицата, за како би можеле известувањето да биде максимално ефективно. Како интересен податок што треба да се истакне во овој контекст е што од 142 учесници кои што имаат отворено, кои што пријавиле посебни трансакцијски сметки за локалните избори, 67 од нив не оствариле никакви приходи. Исто така, политичките партии, согласно член 84б, став 9, се должни да ги објават овие извештаи на своите веб страни, меѓутоа збирно, како и сите други извештаи, податоците се прикажани во табела која што е прилог кон овој извештај. Па може да се види која партија, кој учесник, како ги исполнил овие обврски. Исто како и во претходните изборни циклуси, ДКСК констатираше активности кои не се забранети со законот, меѓутоа сметаме дека не се во духот на добро владење и оставаат простор за действување од позиција на моќ, влијание, користејќи го правилото се што не е забрането со закон е дозволено, а резултатот на ова го гледаме и во неказнивоста на политичките личности. Понатаму ги анализираме слабостите на членовите 8А, забраните во членовите 8А и можноста истите да се изиграваат преку јавно промовирање, започнување на постапка за јавна набавка, односно објавување на тендер за изградба на капитални објекти. Значи не се започнува изградба, меѓутоа се промовира јавна набавка. Изградба на улици или реконструкција не е забрането во изборен процес доколку се обезбедени буџетски средства и соодветни програми, но дискутабилно е зошто секогаш пред избори започнува нивната реализација. Не се врши исплата на непредвидени надоместоци, меѓутоа владата, општините и министерствата секогаш ја користат можноста да објават јавен повик за доделување на субвенции за одредени добра, како што се инвертер клими, велосипеди, регрес на годишен одбор непосредно пред распишување на изборите. Не се констатира невработување во изборен процес, но секогаш е спорно зашто голем број огласи за вработување се објавуваат непосредно пред изборите да бидат распишани. Овие и други некои констатирани ситуации се презентирани во извештајот. Исто така, применувајќи ги неколку години одредбите од изборниот законник, увидовме одредени слабости кои што произлегуваат од нив, а имаат негативно веќе влијание. Така, например, забраните кои што се однесуваат за исплаќање на плати, пензии, социјални помошти и слично, и градењето, и да се започне постапка за вработување, всушност да се започне постапка за вработување на нови лица, а тековните постапки да се стават во мирување, веќе ги сметаме дека се надминати. Поради масовните исплати од буџетот и масовните вработувања во предизборен процес со кои се вршеше купување на гласови во 2014 година во изборниот законник се вградија наведените забрани. Факт е дека нивната имплементација имаше ефект и се запре предизборната манипулација, но нивната примена во денешни услови веќе е ризик за коруптивно однесување, а пред се поради нивна непрецизност и генерализација.
односно не се знае што е представува еднократна исплата. Иако представуваат влијание на гласачко тело, носење на закони, одлуки, склучување на повеќе годишни договори за јавни набавки во предизборен период, со кои се создаваат обврски за исплати во нареден период, не се квалификувани како изборно влијание. Долгиот период на забрана на вработување, 2 до 4 месеци, го доведува во прашање редовното работење на институциите, посебно во сферата на образованието, здравството, безбедноста, противпожарната заштита. Важењето на оваа забрана е генерална за сите институции и ограничувачка, посебно кога се работи за локални или пак за предвремени локални избори. Еве сега имаме истата ситуација, бидејќи во општина Маврово, Ростише и во центар Жупа се распишани избори за повторно гласање на градоначалник. Слични и вакви состојби се презентирани во извештајот, детални причини се гледат поради недоволна прецизност на одредбите и заради екстензивното толкување на истите од страна на институциите. Дополнително, во минатите изборни циклуси имаше и само иницијативно толкување од надлежни органи за давање насоки за ограничени постапување на институциите. Покрај ова, тука се проблемите кои што произлегуваат од недефинираните, односно неуредените правила на игра за медиумско представување со член 75Г, рекламирањата преку паноа и билборди член 78А, како и финансирањето на изборите во однос на донациите. Имено, донациите од правни и физички лица без разлика дали се уплатени на посебна изборна сметка или на редовна сметка на партиите, во законски утврдената висина представува ризик за финансирање на кампањата од така наречени црни пари, но и можност за купување на гласови во замена за идни вработувања или доделување на договори за јавни набавки. Можност е едно лице да се јави донатор на двете сметки во ист период, без при тоа да се ограничи максималниот износ за донација, уште повеќе ги зголемува наведените ризици. Исто така, како донација, како услуга на учесникот во изборна кампања за кој плаќа трето лице, се законска можност за коруптивни активности, воспоставување на клиентелистички релации, ветување и идни поволности пред доделување на тендери. Исто така, постои ризик овие плаќања да не се прикажат како приходи и донации во стоки и услуги, ниту како расходи. Многу често, активностите на партиите покажуваат вакви плаќања, превоз, печатање на рекламен материјал и слично. Не постојат законски механизми да се следи тираж на отпечатени програми, флаери, пункала и така натаму. Исто така, анотирани се и слабости во делот на известувањето на изборните кампањи. Уште повеќе ги нотираме слабостите околу тоа што изборниот законник не предвидува надлежност за надзор и мониторинг на политичките партии и учесниците во изборните кампањи со промптна можност, односно инспекцијска надлежност во конкретен период. Имено, и Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција имаат одредени надлежности во овој дел. Меѓутоа, нивното преклопување не ја зајакнува контролата над партиите, од причина што одредбите во изборниот законник и во Законот за спречување на корупција не им даваат контролни надлежности и постапување во реално време. На тој начин остануваат ризични и непокриени активностите и трошоците на рекламирање преку билборди, организирање митинзи, превози и слично. Понатаму во изборниот законник во извештајот ни се презентирани заклучоци, но и препораки. Јас само би спомнала тука две, што ги сметам за поважни, а другите ќе можат да се прочитаат од извештајот. Имајќи го предвид големиот број на измени на изборниот законник токму во делот на регулирањето на изборната кампања, финансирање, рекламирање, известување, ние како ДКСК даваме предлог сите овие одредби кои што се однесуваат на овие активности да се исклучат од изборниот законник и да се инкорпорираат во Законот за финансирање на политичките партии.
Активностите на партиите се исти без разлика дали се редовни или изборни, исто како што е начинот на кој се обезбедуваат и финансиски средства за редовни или изборни активности. Законодавството во соседни земји е добра пракса за регулирање на партиските активности и нивно финансирање со еден закон. На тој начин ќе се овозможи изборниот закон да ги регулира проблемите само на организација и спроведување на изборите и унапредување на избирачкото право. Понатаму, потребно е да се редефинираат забраните од член 8, како и можност за нивно разграничување во зависност од изборите кои што се спроведуваат председателски, парламентарни, локални, со цел да се подобри тековното функционирање на институциите, но и да се намалат ризиците од коруптивни и клиентелистички влијанија и уцени на гласачкото тело. Дилемите и проблемите кои што произлегуваат од 75Г и 78А во однос на рекламирањето на билборди и радиодифузери веќе неколку пати го актуализираме. Исто така потребно е да се изврши редефинирање на износите на донација, што донаторите може да ги уплатат на сметките за редовно и сметките за избори. А она што е што произлезе од масовното непочитување на обврските за транспарентност на политичките партии и необјавување на извештаите, цениме дека се должи на фактот што во ниту еден закон, односно законот за финансирање на политичките партии и изборниот законник, не е дефинирана институција со надлежност за контрола во реално време. Тековното рекламирање, партиите и нивните активности во предвремено започната кампања, рекламирање на учесници во изборна кампања на начин, форма и простор кој не е предвиден во изборниот законник, исто така е резултат на тоа што не е предвидена институција која секојдневно, но и за време на изборите тоа ќе го следи на терен. Сметаме дека номинирањето на ДКСК за институција за надзор над редовните и изборните активности на политичките партии со законски механизми за тековен мониторинг, со механизми за санкционирање и казнување, со обезбедени ресурси, ќе биде солиден основ новото законско решение да обезбеди регулирање на сите претходно објаснети сфери. Ова од причина што со финансиска поддршка преку Европската Унија, преку проектот 2020 владење на правето, за потребите на Државната комисија обезбедени се средства за развивање на веб платформа, која ќе има за цел да ги обедини сите учесници во изборната кампања, радиодифузери, печатени, електронски медиуми, правни лица што стопанисуваат со рекламни панои и билборди, државни институции, за едновремено доставување на сите извештаи кои што произлегуваат од изборниот законник. Постоење на ваква платформа ќе го надмине проблемот со доставување на извештаи до ДКСК, ДЗР и ДИК, а ќе се зголеми и транспарентноста пред јавноста. Исто така, во моментот се работи на софтверско решение со кое ДКСК ќе се поврзе со 17 други институции и што ќе биде оперативно оваа година, а ќе овозможи на ДКСК побрза проверка и обработка на податоците за утврдување злоупотреби од страна на службени лица во институциите и нивно поврзување со активностите на партиите, редовни или избори. Исто така, во текст измени во Законот за спречување на корупција и судени интереси, каде во делот на надлежностите на Државната комисија за мониторинг на политичките партии предложени се поефикасни механизми. Од таа причина сметаме дека сите овие предуслови кои што веќе се создаваат и се работи на нив ќе овозможат да се воспостави еден понов начин на контрола над политичките партии, било да е за редовното работење, било да е за активностите во текот на изборната кампања. Сите овие активно извештаи, прегледи, што ги споменувам, табели, ќе бидат се вклучени во нашиот извештај. Имаме обврска да го објавиме на нашата веб страна. Јас се надевам дека утре, пошто ни е последен ден за доставување, по неговото доставување до собрание истиот ќе биде објавен и на веб страната. Со одредено закаснување заради превод, се надевам дека истиот ќе го објавиме и на албански јазик. Благодарам. Благодарам, Кате, за навистина обсежната детална анализа и образложение што ни го даде за овој посебен извештај. Оваа година навистина извештајот изобилува со разновидни анализи од секаков вид, кои што се надевам дека ќе помогнат
во изнаоѓање на соодветни законски одредби кои што ќе бидат јасни, прецизни и недвосмислени и нема да оставаат простор за да речеме однесување без интегритет, условно. Да се надеваме. Да се надеваме. Мислам, од кај почнавме пред 3 години на овој ден, до кај стигнавме за 3 години, навистина, том дека треба да бидеме задоволни со оваа завршена работа. Дали некој од членовите сака нешто да дополни во однос на извештајот? Повели Нуре? Ништо дополнување, само една голема благодарност до нашата колешка и поред состојбата во која се наоѓа, го даде максималниот придонес и новина по однос на овој извештај за изборен процес. Фала, Нури. Ајде, повели Совче. Јас сакам да искористам можноста да ја заинтригирам целата јавност, затоа што сите кога ќе се позабават малку со нашиот извештај, а особено работните тела во собранието кога ќе го презентираме, да се замислат над констатациите, сериозните констатации од анализата за перманентното менување и дополнување на изборниот законник. Еве има аргумент, бидејќи секојдневно денови сме бомбардирани со информациите дека повторно се отвара изборниот законник. Не зависно за што се отвара, мислам, независно, зависно, нели? Но како и да е, тој е повторно на маса пред пратениците, пред јавноста. Еве повод нашата анализа сериозно да го отвори прашањето за донесување на целосно нов изборен законник. Болеста наша, така да речем во наводници, постојано многу често да ги менуваме законите, да го донесеме и уште брзо да влегуваме во измени, кои што пак сега не запираат, туку одат во, да речем, во една низа, како што е сега примерот со изборниот законник, кои што задираат во многу сензитивна сфера. Изборите се, како што Кате убаво образложи, убаво поле за политичка корупција, од која што зависи се понатаму во системот. Повторно ќе кажам, еве добра прилика, бидејќи ќе потекне и потекнува од анализата на нашата институција како таква, која што сериозно се бави со ризиците од корупцијата во сите области, а во политиката, еве, преку оваа алатка, да се добро размислат политичките партии и структурите во државата, дали не е ова добар момент за целосно ревидирање на законот со сите овие слабости и во останатите делови. Тука нема да завлегуваме, нели, тоа се политички прашања, дали не знам колку изборни единици, моделот и така натаму. Но сите овие што нас не прават компетентни да ги кажеме како такви, како ризици од корупција во политиката, мислам се дополнителен мотив на субјектите во политиката да го отворат законникот, но не да го отворат заради парцијални измени, кои што потоа се рефлектираат во неусогласени, дури неконзистентност на самиот закон, туку целиот да го стават на маса и да го направат изборен законник кој што ќе гарантира барем неколку изборни циклуси да поминат без интервенции во вода. Добро. Кога ќе дојде ред да се отвори, на кој да е начин, ние си имаме наш представник во работната група, сите овие работи кои што беа потенцирани во извештајот, повторно ќе бидат произнесени и таму. Меѓутоа, како и да е претходно, и пратениците во собранието и од одделните комисии, или нашата матична комисија за политички систем и останатите комисии, имаат можност да ги разгледаат сите анализи што се направени во извештајот, бидејќи се добра алатка за фер и демократски изборни процеси. Ако нема некој друг нешто да дополни, тогаш јас би го ставила овој извештај на усвојување од наша страна, за да биде легитимен за доставување до собранието. Кој е за извештајот?
констатирам дека комисијата го усвои посебниот извештај за состојбите во изборниот процес, кој утре ќе го доставиме до Собранието на Република Северна Македонија. Уште еднаш голема благодарност до нашата колешка Катица Николска. Благодарам. Со тоа заврши оваа точка. Ако имаме прашања, некој од новинарите нека повелат, ако не, да завршиме седницата. Јас имам прашање. Повелете. Мики Трајковски од ТВ8. Председателке, дали имате информации за последниве денови во дел од медиумите, значи за високите кири кои што ги плаќаат јавните предпријатија во Струга и нивното работење, и дали евентуално комисијата ќе отвори некаков предмет во врска со сето ова? Да, до нас дојдоа такви информации и цениме дека истите имаат своја тежина. Дополнително ќе ги разгледаме и потоа ќе следи, нели, работење по предметот што ќе го оформиме. Како првично ги коментирате сите овие работи? Па потребно е, нели, да ги приемеме сите документи за да дадеме било каков коментар, меѓутоа да се продаде делове на објект на јавно предпријатие за потоа да се плаќаат високи кири. Првиот коментар е дека тоа делува, мислам, оддава слика на недомакинско работење, би рекла. Кои се причините за тоа да се направи, би било интересен податок за нашата комисија, зошто е продаден објектот, зошто се плаќаат толкави кири, дали колку е всушност па и киријата по метар квадратен во тој регион. Мислам, има од информациите што ги добивме ни отвараат многу прашања, така што ќе се позанимаваме со тој случај. Благодарам. Ево ја малку тука да се уклучам. Има да не само медиумите, за зградата е на многу атрактивно земјиште. Зградата е покрај Дрим, покрај реката и стварно многу вреди. И уште порано беше продадена зградата и се чекаше таму деталниот план да се види колкава и што треба да се гради. Во тој дел е близко тука е и музеот, Природно-научен музеј во Струга, што јас колку што имам информации и понатака може и да не постои, тука да изникне зграда. И затоа, ако како комисија ние утврдиме дека има некои елементи, би се вклучиле во истражување на овој случај, бидејќи интересен. Тука може да се случи и Струга да остане без природно-научен музеј покрај кириите високи и другите шпекулации што се објавуваат. И мислам како комисија ќе пробаме да видиме дали имаме некои информации, документи, дали тука има некакви коруптивни действија. Добро. Дали има уште некој прашање од новинарите? Ако нема, со ова ја завршуваме 61-та седница. Ви благодарам на сите за присуството, се гледаме понатаму.